Сиромајот што бараше Бога. Чита Александар Станојков. Еден сиромав човек си имал една жена неблагодарна на сиромаштијата што ја имала. Имала и 3 деца. Работел гологлаечки, дрво и камен толчел и одвај со ржен лебед си ранел. А пак наместо катако му беше само бела сол. Освен сиромаштијата што го мачела, двојно жената му го мачала и му го зборувала оти да не е вреден да ја гледа куќата, као друзи домаќини што ја гледале. Море домаќине бре, море, као ќе правиме со наша сиромаштија бре? Која не си бил вреден да раниш жена и деца, заошто се женеше бре? Зар ти не знаеш оти куќа има 99 дупки и 102 затки? Слушај мамо домаќине, до сега било као било, сум гладувала со се деца, голи, боси, кај сме као никој нигде. Море домаќине, знаеш оти оди ѓупците сме подолу, али не знаеш. Оди кај сакаш да си бараш чарето да ми донесеш во куќата се што треба. Инаку ќе ти оставам децата и се ќе не се видам кај да фатам, вака да знаеш. Оти така ми зборуваш, море домаќин кој ме напаѓаш, дали не работам дењи и ноќе, дрво и камен кај толчам. И тоа што го печалам на мејана или на комар не го давам, се за куќи кај го носам. Ами тоа толку ми е дарот од Бога. Роди бабо дете ти така ми велиш. Така, вака, јас сакам да ми донесеш што ни треба во куќава као сите домаќини што си носат. Инаку нема веќе да те водам и друго ништо не ти кажувам. Барај си крајо и друг збор од мене нема. Нити пак те слушам да ми пражаш. Дарој и марој, свет и земја фати ако сакаш, ама домаќин да бидиш и куќата да ја гледаш оти. Инаку за бргу време нема да ме има при тебе, вака да знаеш. Која чу сиромајо овие зборови од жената си, така му падна на срце и си отиде во одајата, така многу и са ноќ се што мисли као да прави. Најпосле му склопил тој да бега од куќа, отколку жена му да му и остаи дечињата нему, за крајот да не може да му го најди. Уште во темни зори си зел 2-3 леба од ноќви, си и клал во торба и збогу му рекол на куќата. Си го оприл пато, за да го бара Бога. Си тргнал по планина, чунки си мислил оти Господ по планињето белки ќе го најдел. Оди ден, два, на третиот ден стигнал на врвот од стара планина и тамо веќе седнал да си почини, чунки и лебо веќе беше го дојал. Оф, јас сиромав, си велел сам со себе. 3 дни кај шетам по овие пустели и никаде Бога не го најдов, а пак лебо го свршив и во оваа пустелија треба да умрам. Господи, кај си, јави ми се за да ти кажам јадоите што имам, да после и ако умрам, ич не ми е жал. Седејќи си на еден врв од планината и молејќи се на Бога, виде од спротија на планината кај чати. Онде треба да има некој човек. Чекај да појдам до тамо да белчи ќе испитам едно парче леб за да заголнам душа, да не умрам од глад. Станал и при се што беше бајаѓи далеку, појде и која гледа, еден стар човек кај се греи покрај огнот. Добро вечер, старче, му рекол и се наведил, та му бакнал рака. Дал ти Бог добро, синко, му рекол старецот. Море, и што бараш по оваа пустелија, бре, синко? Ќе ти кажам, дедо, рекол. Ти се молам ако е возможно да ми даеш едно парче леб, за да заголнам душа оти, цел ден кај патувам гладен и жеден. Лели те донесе Госпо, синко, при мене, многу парчиња леб ќе ни дај Госпо и сите убајни. Седни, огреј се до огно и кажи ми, кај скиташ по пустелиите? Пети, дедо, ќе ми ти кажам, као не ќе ти кажам. Зафатил од првин да му кажуват као бил женет и си имал 3 дечиња. Гладни, жедни, голи, боси, као му рекла жена му и као тргнал тој од дома со 3 лебови ржани в торба, за да го бара Бога, да го моли да му дај поеќе, дари бериќет, за да може да ја угоди на жената си и на дечињата. Дури му го кажуваше сиромајо Алој на старецо, се солзи ронеше и липаше. Не плачи, синко, не плачи, му рекол старецо. Жив е Госпо, лели си тргнал да го бараш, биди уверен, оти ќе го најдиш и без друго ќе те благодари со јадење и пиење колку ти душа сака.
да после ќе гледаме и ќе правиме. Од радост што му идеше на сиромајо на зборовите од стариот и ќе плачеше и му и бакнуваше рацете и во очи му се пулеше. Местото кај што седеше стариот беше една убава рудина, се во гора обколена, за мила убајна. Синко, ти овие 3-4 вечери што ќе се седиш при мене, големи чудеси ќе видиш, ама да не се уплашиш, му рекол стариот. Стемнувајќи се убаво, туку се наределе околу нив 20 позлатени свечници, на секи свечник по една најсветла звезда да свети како ламбада борина. Кога виде тоа чудо сиромајо, туку се замајал и као да му се фатил јазико, та не можел да проговори. Од кога се наредија свечниците, туку му се ставила една позлаќена царска трпеза, сета наредена со бесценети камење, полна со турли манџи и пијачки. Де повели синко, јади и пи колку ти душа сака, му рече. Јаде сиромајо, пи, дури рече доста и не му текнуваше да го праша старио од кај дојдоа свештиците и трпезата, чунки као да се замајал туки, само се чудеше. Втората вечер 6 свештници дошле, стребрени и со помали звезди. И трпеза дошла стребрена со малку манџи и друго. Треќата вечер 3 свештници дојдоа со уште помали звезди и трпеза бакарна, со уште помалце манџи. Четвртата вечер застана помеѓу нив една звездичка за да му свети колку да му се види да вечераат и му се ставило еден тарун со ржан лебец, солца, грашок, пиперки и други сиромашки манџи, а пак пиелок немало, само водичка во една стомна многу голема, со мака да се крева за да се пие вода. И таа вечер поминаа со сиромашка вечера и тогај дури му се кажал старецо, оти тој е Господ Бог. Синко, што сети ти во овие 4 вечери од моите вечери? Ништо не сетив, дедо, му рекол сиромај. Отколку чудото што го видов е од самого Бога пратено до тебе, чунки ти си некој голем светија. Молим те, дедо, прикажи ми кој светија си, за да прикажувам кога ќе си одам во града, а кај волјата Божја. Чудото што го виде вистина е од самого Бога и јас сум сам Бог, Господ Саваот, и барајќи ме ти со се срце, еве ме најди. Арно, ама не можам да ти поможам, за да ти давам поголем дар. Чунки си се родил во четвртата вечер, која вечеравме сиромашкава вечера на таруно. Чунки јас која вечерам со 12 свешници, тога и тие луѓе што ќе се рода, наречниците ќе му наречат да се најмногу богати, као што е богата мојата трпеза. Втората вечер што ќе се родат, пак спроти трпезата моја, ќе му се наречи. Треќата вечер пак ќе му се наречуваат наречниците, пак спроти мојава трпеза, и четвртата вечер ќе му се наречуваат наречниците на тие што се раѓаваат, да се сиромаси као мојава трпеза. Еве и ти, синко, си се родил во оваа вечер. Јас знамо ти ме бараш за да ти придам дар. Арно, ама јас сум Господ и сичко што сум направил еднаш нема да го преправам, му рекол Господ на сиромајо. Кој и чул тие збори од Бога сиромајо, се попарил и фатил да му плаче и да му се моли, да му приде и дари бериќе за да може да живеат као комшиите што живеат. Слушај, синко, му рекол Господ, јас ти кажав од изборо назад не го земам. Чунки толку ми се молиш, јас па ќе те благодарам. Ти сега ќе тргниш надесно и на патот ќе ти се препречи едно село големо. Селаните ќе бидат собрани за да глават гоедар и тебе ќе те видат и ќе те глават за гоедар. Во тоа село имат еден ќеседжа. Тој имат еден ат што многу го милуват. Јас ќе направам да му се скрие во некое место и ти ќе го видиш. Тој ќеседжија има многу пари ограбени од луѓе и ќе го натарам да таксува со 1000 грошови за кој ќе му го најди коњо и ти ќе му го кажеш и ќе дај пари колку сакаш. Ете, со тие пари ти ќе се подзаватиш и ќе живеете као комшиите што живеат. Ај сега, оди ми со здравје, му рече Господ на сиромајо и
Откоја му сторил 3 метани и му бакнал рака, си тргна по патот да си оди дома. И на вистина одејќи, дошол до тоа село и вистина беа биле собрани селаните за да главуваат гоедар. И едно го виделе, го повикале сиромајот и му рекле да го глава за гоедар. Приимали вур тут, се погодиле и се изел гоедата да и паси. Во малце дни му загина ато на лошиот ќе сече. Баре вамо, нигде не можел да го најди, чунки беше го закрил Господ коњу. Голема сума пари таксуал на тој што ќе му го каже и најди. Беше го викнал и гоедаро и нему му таксал уште поеќе пари, ако му го најди. Другиот ден му го нашол гоедаро и му го однесол коњу. Многу се израдувал ќесеџијата и му наддал пари што му таксал. Се изел парите и си отишол дома, та ја наполнил куќата со сите убајање. Ја облекол жената си, децата и така заживеаја со пораат од која што живеја напред. И славеше Бога за чудото што му стори Господ Бог. Ете, како се исполнуваат думите Христови, тражите да најдете, чукајте да ви се отвори и барајте да ви се даде.